Јас како средношколец бев залюбен во електрониката и работев многу справи електронски, педали, електрични појачала, предпојачала, миксети и паралелно ми се развиваше исто, на касни години почнав со музика, ми се развиваше желбата за сум почнал со музика, па потоа и со студио. И то не можам да кажам дека е случајно. Со купувањето на првиот компјутер поставена е целта да се создаде едно студио, што ево сега во денешно време си функционира многу добро. Имаме константен продукт, заинтересираноста е константна од тогаш до сега, не дека е намалена во никој случај. Последниве години беше малку проблемот со коронавирусот, немавме во кино, но 2 изданија, сега се враќаме во стариот терк. Заинтересираноста си е исто, можеби кај вас се променила, затоа што секој со својата доба и со својата гранка на заинтересираност, па тоа иначе децава си го обожаваат, си сакаат да настапат, енергијата нивна е се уште иста, жарот кога ќе дојде до микрофонот, до тие 3 минути настап, нивната енергија и нивната емоција е секако иста како што и 98 сте ја доживеале генерацијски. Распеано рибарче оваа година ќе биде 18 и 19, во 2 дена ќе имаме 5 представи. Децата знаат кога ќе видат таму, има 2 представи денски од 9 ми се чини и 12, дополнително ќе бидат информирани, и една премиера за повозрастните, да ги поддржат и тие. Таа ќе биде во четврток на 18 во 19 часот. Од поголемите ќе ги спомнам црквата Свети Тројца во Радовиш, музеот за народна борба во Македонија, театарот и многу други, а како Китрозон Арт последниве 5-6 години веќе имав поголемите работи, ќе спомнам реставрацијата на Македониумот во Крушево и изработката на витражите во офицерскиот дом Битола. Во секој случај, како и секоја работа, кај витражите претрпена голема промена во дизајнот, но сепак, значи, има клиентела што го познаваат витражот и што го сакаат, па знаат што бараат. По ново време се бара дизајн што се оддесува на интериерот, значи минималистички, па и во што помалку бои, монохроно, како да кажам, за разлика од порано, каде што си преовладува високиот колоритет, многу бои во едно дело. Но сепак уметноста нормално нема граници и никогаш нема да се избегне тоа вредностите од традиционалните, како што ги спомнавте, барокот, си останува класичните орнаментики, си остануваат, само се треба да се најдат местата каде што тие прилегаат.
Голема благодарност до Охрид Ньюс и вашата рубрика Обични херои.